Гешовска, дали културата е мртва? Дали културната независна сцена сметате дека е мртва? Кој е вашиот став? Не. Културата не може да биде мртва со корона кризата, ниту со која било друга криза. Сме сведочеле низ сите овие векови на разни кризи. Имало војни, луѓето страдале, како што и сега страдаат. Луѓето биле во отпор, се бореле против контекстите, наметнати или пак некако наметнати од општеството, од обкружувањето, од динамиките во заедницата или пак просто природни непогоди. Никогаш таа не може да замре, затоа што таа му е оној насушен дел на човекот. Оној дел кој што го тера да постои во една мислечка позиција, во една позиција на создавање, во една позиција на негување. Културата всушност и значи негување на крајот на криштата. Како да преживее? Кои се решенијата според вас? Како треба културната независна сцена да ги постави темелите всушност на културата? Независната културна сцена тешко обстојува, таа обстојуваше тешко и претходно. Сите институционални обиди да се креира содржина, особено во нашата земја, се исклучително тешки. Што е клучниот проблем? Проблемот е во тоа што независниот културен сектор, дури во овие пандемски услови, е оној кој што всушност во изминативе 8 месеци или колку се најмногу произведуваше содржини, за разлика од колегите од институционалната сцена, но не ги обвинувам нив затоа што тие се така димензионирани, гломазни се, гломазни, тромави, институционални, така што независниот културен сектор произведуваше содржини, но знаете дека тоа е една прекарна состојба, се живее од ден за ден, немаме инфраструктурна поддршка, основните права работнички ни се поприлично загрозени, но сепак чудна е таа општествена одговорност што има независниот културен сектор и чуден е тој порив. Тој ме потсетува дури на оној порив од старите добри времења, кога создавале некои значајни и големи уметници кои што практично не им било важно дали ниту статус, ниту екзистенција, таа била каква што е, но тие создавале. Независниот културен сектор, особено онака како што е димензиониран сега како една хетерогена структура, интердисциплинарна структура, има политичка, општествена одговорност да биде солидарен и да креира една поинаква едни поинакви модели на действување и воопшто да се спротиставува, да биде повторно ќе кажем во постојан отпор во однос на она што е наметнато како можна смрт на културата. Значи, независниот културен сектор не дозволува да културата да замре, згорена се ја развива во некои поинакви димензии, интерсекторски поврзувајќи ја, правејќи ја политички релевантна и практично се бори против смртта на културата. Кои се решенијата сепак? Решенијата во однос на независниот културен сектор да стане повтемелен дел од општеството се неколку. Прво, на државно рамниште да се донесат политики кои што ќе го поддржуваат инфраструктурно, стратешки и долгорочно, не од проект на проект со залчиња и како пчелата од цвет на цвет, така да трчаме навака натака. Државата да вложува во култура. Да, стратешки да вложува и во независниот културен сектор, но во институционалната култура. Значи, по суштинско стратешко обмислување на политиките како се финансира културата генерално, особено како се финансира овој сегмент, независниот културен сектор.
Така што тоа е нужно затоа што мора да се свати, како што се е сватено секаде во светот, дека она што се вика културна продукција во една земја, во едно милје, не може да почива исклучиво врз тие институционални модели. Значи секогаш ќе има една маса луѓе кои што ќе работат независно, институционално, и тоа така треба да биде. Втората работа е да има поголемо проникнување помеѓу институционалната и институционалната сцена, да има поголема соработка, но не само со позајмување простор, како што сега се случува, туку со програмирање. И на тој начин ние ќе ги зајакнеме и ќе ги направиме европски и светски релевантни нашите културни политики, кои ќе се спојат двете нешта кои што и не се толку различни, но се различни според своите организациони структури, според своите начини на програмирање и така натаму. Ви благодарам за овој разговор.